Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место, зашто бидејќи во наредните 40 до 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Последна емисија за ова календарска 2022-2023 година, политичка анализа, со која всушност ќе анализираме што ќе се случува наредните 1 или 2 месеци или какви ќе бидат овие драматични политички разврски во Република Македонија. Ќе направиме пауза, некаде 15-тина, односно 50-тина дена. Новата емисија, како што сега стојат работите, ќе биде на 17 септември. За сите вие кои сте мембарси или користите опцијата membership, и во текот на летото ќе има политички анализи на емисијата во Центар, 140-150 денари. Тоа е веќе една голема бројка на луѓе кои успеат да ги следат преку опцијата membership анализите на YouTube каналот Васко Евтов. Значи во овие 50 дена доека правиме редовна пауза, следната емисија на 17 септември, сите кои се мембари или користат опцијата membership на YouTube каналот Васко Евтов ќе можат редовно да следат една, можеби ако има актуелни теми, 2 политички анализи во текот на една недела, што ќе рече дека со вас ќе се видиме на 17 септември, со останатите кои се мембари или мембарси, кои се опцијата membership, ќе се гледаме и во текот на ова лето. Една чудна телевизиска или YouTube сезона 2022-2023 година, од една страна има 3 или 4 интервјуа кои се веќе во моментот гледани повеќе од 200.000 пати или имат повеќе од 200.000 прегледи. Сигурно 2 или 3 интервјуа од ова календарска или телевизиска сезона 2022-2023 година ќе влезат во топ 10 интервјуа во текот на целата моја кариера, и од друга страна тешки последните 3 месеци со сериозни напади на YouTube, сериозни напади на Facebook, и се надам дека еден ден дали преку емисијата во Центар на YouTube или преку порталот во Центар ќе можам да објаснам што се случуваше овие 3 месеци. Затоа нели на крајот на ова YouTube сезона 2022-2023 или во ова последна емисија која сега како политичка анализа ја презентираме пред вас. Ви благодарам на сите кои гледавте емисијата во Центар. Ви благодарам на вас кои сте мембар или користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Евтов. Во наредниот период или во на нова YouTube сезона 2022-2024 година се надевам дека ќе има одредени измени или размислуваме за одредени измени, 2 или 3 емисии или една емисија, една политичка анализа која ќе биде наменета само за мембарс, затоа дополнително ќе бидете информирани, што ќе рече 50 дена одмор за редовните гледачи на емисијата во Центар. А ако имате потреба да гледате политички анализи, бидете мембари, платете 150 денари, ќе можеме да се дружиме во текот на целото лето. Во вторник уставните измени или пакетот уставни измени влегува македонскиот парламент. Ќе бидат бурни 30 или 60 дена во Република Македонија. После овие 30 или 60 дена на уставни измени, всушност Македонија повеќе нема да биде иста држава, знаете, таму некаде крајот на септември, бидејќи има 2 крајности. Едната крајност е уставните измени да не успеат и Христијан Мицковски да може да ја порази меѓународната заедница, и втората опција уставните измени на сила да успеат во Република Македонија и да не се случи некоја втора Рачиново, некои уставни измени за влез во НАТО и така натаму, купување на 8 пратеници, односно се она што всушност не треба да се случи во една зрела демократска држава, каде што силните политички субјекти, каде што политичката елита, каде што јавното мислење, каде opinion makerите всушност има чувство не само за партиска припадност, туку за припадност кон државата. Затоа велам, ќе бидат турбулентни 60 дена, ќе има апсење, ќе има притисоци, суди, обвинители, политичари, така натаму, и на крајот на тие 60 дена ќе има 2 можни разврски или 3 можни разврски, да биде пролонгиран целиот тој процес и Македонија да биде некоја јужна бановина во кралството Југославија, некое заостанато место каде што процесите последни доаѓаат, да бидат усвоени уставните измени со кршење на Христијан Мицковски или со кршење на ВМРО-ДПМН, или Христијан Мицковски да се појави како победник против меѓународната заедница, кој не успел да биде скршен или кој успел да го репрезира Титовото не, или тоа што Тито му го кажал на Сталин или од 1948 година, сега Христијан Мицковски им го кажува на Вашингтон или им го кажува на Брисел.
читав една политичка анализа во текот на оваа недела, каде што го анализира односот на Владимир Путин кон Евгений Пригожин, или првиот човек на Вагнер групацијата, кој тамо некаде пред 30 на дена направи пуч или нешто што наликуваше на пуч во Руската Федерација, и се прават одредени споредби дека Владимир Путин, кој апостол на реваншизмот, кој апостол на тоа да им се свети на луѓето кои му откажуваат контрола или кои не се под негова команда, така беневолентно поминува преку пучот на Евгений Пригожин. И прават одредена споредба со пучот во Турција 2016 година и бруталноста на Реджеп Тајип Ердоган, со којто и расчисти со овие пучисти. Повеќе од 2000 луѓе затворени, убиени, така натаму и така натаму. Луѓе против кои се водат судски процеси, гледате Финска, Шведска, што све мора да голтнат од некои своји демократски стандарди, за да може да добијат зелено светло од султанот Реджеп Тајип Ердоган, што ќе рече дека во овие 6 години или овие 7 години во два обиди за пуч во Руската Федерација и во Република Турција се покаже дека Реджеп Тајип Ердоган е многу побрутален од Владимир Путин или човекот кој произлега од чинелот на КГБ. Тој султан Реджеп Тајип Ердоган во наводници беше легнат на брашно од страна на американската администрација и го убедија дека треба да го трни своето вето, односно даде зелено светло за влез на Финска и влез на Шведска како 31 и 32 членка на НАТО алијансата. Во споредба со тој Реджеп Тајип Ердоган или силниот султан, Христијан Мицковски, гледате, 6 месеци игра дрн дупка со меѓународната заедница. Погледнете ги само изјавите на Христијан Мицковски, во одредени моменти дури ми е симпатичен на каков начин човекот се подиграва со меѓународната заедница, што ќе рече дека Владимир Путин е многу помек од Реджеп Тајип Ердоган во расчистување со пучот во Руската Федерација, а Реджеп Тајип Ердоган во спротивставувањето на меѓународната заедница е мало бебе во споредба со Христијан Мицковски. Во изминатите 30 на дена има 3 случаи кои се клучни и за политичките разврски и кои всушност ни покажуваат што се случува или што ќе се случува за завесата на можни политички разврски во Република Македонија. Првиот случај е пресудата за Драги Рашковски, 8 години за поранешниот генерален секретар на владата на Република Македонија, која премиер е Зоран Заев. Вториот случај Талир 2 или одложувањето на конфискацијата на имотот на ВМРО ДПМН или на Белата палата, и третиот случај ставањето на Јордан Орце Камчев на американската црна листа. Што ќе рече дека од овие 3 случаи, 2 случаи кои се завршени, а 1 случај кој е одложен, всушност се покажува дека американците, чите меѓународната заедница, имат политичка проценка дека Зоран Заев и Јордан Камчев имат најголемо влијание врз Христијан Мицковски и дека со помош сега на Зоран Заев и на Јордан Орце Камчев може да извршат најголем притисок врз Христијан Мицковски, се надевам. И очекувам дека во наредниот период, освен Јордан Орце Камчев, на таа американска црна листа ќе се најдат уште неколку или повеќе политичари, суди, обвинители, јавни личности, бизнисмени, текуни и така натаму во Република Македонија, бидејќи знаете, ако американците во тек на летна сезона, пред годишни одмори влегуваат во една ваква сериозна операција, црни листи, кршење на сите кои се спротивставуваат на процеси, проекти и договори кои водат Македонија кон НАТО, Алијансата и Европската Унија, значи ако американците во текот на јуни и јули влезат во една ваква сериозна операција, тоа значи дека нивниот брод нема да застане на средина на океанот, што ќе рече дека во наредните 60 дена тоа ќе се екстензивира се уште повеќе, ќе биде драматична политичката разврска, дали ќе попушти Христијан Мицковски, па Христијан Мицковски нема маневарски простор. Ако попушти, тој е готов и како лидер на ВМРО ДПМН и како некој кој може да очекува некој нареден период да биде иден премиер на македонската влада. Всушност, со погрешната политичка проценка, погрешните политички потези, како некој од далечина на далинско да го наведува или да го насочува Христијан Мицковски, тој дојде до одредена точка, од која точка понатаму има само еден правец, само една улица. Тој или ќе издржи на неговото не за уставните измени или уставните реформи, или ќе биде политичар кој ќе биде пуштен низ вода. Никакви заткулисни анализи дека тој се договорил со меѓународната заедница, дека ќе го репризира моделот на Никола Груевски, дека Никола Груевски ќе каже во едно, ќе прави друго, знаете, тоа не се прави
во вакви услови или во на ваква констелација, кога американците ја крена целата своја машинерија, што се вели ја крена 6-та американска флота, донесеа носачи на авиони во Јадранското море или по текот на реката Вардар, и сега некој со една таква крената машинерија ќе прави задкулисни договори со Христијан Мицкоски, а не правил со Реджеп Тајип Ердоган. Ако случајот Талир 2 или конфискацијата на иметот на Белата палата на ВМРО-ДПМН, каде што има пресуда на основниот суд, каде што требаше апелација да донесе одредена пресуда, почетокот на јули, и тоа е одложено за почетокот или средината на септември, тоа покажа дека му се дадени 60 дена на Христијан Мицкоски, каде што ќе може да ја преиспита својата позиција, својата улога, или тоа како ќе се однесе во однос на уставните измени во Република Македонија. И тоа како што сега стојат работите, знаете, двата политички субјекти, предводени од ВМРО-ДПМН на една страна и СДСМ и ДУИ од друга страна, ќе водат одредена битка кој ќе биде победник на следните избори без разлика кога ќе се случат. Всушност избори во Република Македонија и формирање на влада во Република Македонија, ако го следиме бугарското искуство, ќе бидат дозволени, или ако го следиме искуството од 2016 година, таму имаше едно па второ одлагање па избори на 11 декември, кога веќе беа создадени одредени предпоставки СДСМ, ако веќе не победи или не биде во кондиција да победи на тие парламентарни избори, тогаш да има тесна разлика помеѓу Груевски и Зоран Заев, помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, а подоцна со помош на ДУИ СДСМ да формираната влада 2018 година после оно што се случи на 27 април во Македонското собрање, што ќе рече дека некаква слична ситуација ќе имаме сега, избори ќе има во оној момент кога она коалиција предводена на СДСМ и ДУИ ќе може да биде победник на тие избори. Како што сега стојат работите, ако ги гледаме или ако ги читаме анализите, ВМРО-ДПМН може да освои до 51 пратеник. Сите оние приказни 60-65 пратеници, тоа се приказни за храбрење на ВМРО-вското гласачко тело. Ако имаше 65 пратеника, тогаш ВМРО-ДПМН лесно ќе влиеше во процес на уставни измени во Република Македонија, тоа ќе го респектираше меѓународната заедница, бидејќи знаете 65 пратеника. Се 65 пратеника тоа го нема освоено ниту Бранко Царенковски на 15 септември, ниту Никола Груевски 2008 година. Тоа значи дека ВМРО-ДПМН треба да освои повеќе од 500.000 гласови на следните предвремени или редовни парламентарни избори, според анкетите и анкетите на ВМРО-ДПМН и релевантните независни анкети. ВМРО-ДПМН е многу далеко од таква една бројка 500.000 гласови. Има еден блок на партии каде што се Левица, Максим Димитриевски, Стефчо Јакимовски, одредени албански политички субјекти, БЕСА, Алтернатива, можеби Алијанса на албанците, која гледате во влада, се однесува како да не од влада, по ова партија Низет Меджити, која е најавена и треба да биде формирана 13 август, тој блок на партии би тежел некаде помеѓу 10 и 12 пратеника, и остатокот до 120 пратеника отпаѓа на некаква коалиција помеѓу СДСМ и ДУИ. Ако во таа коалиција влези Арбен Таравари, односно Алијанса на албанците, кој сега има 8 пратеника, ако оди сама на избори, веројатно многу лесно до 8 може да падне на 3 или на 4 пратеника, значи некаква коалиција на СДСМ, ДУИ и Алијанса на албанците, според анкетите на ЕРИ, таа коалиција би имала предност од 50.000 гласови во однос на ВМРО-ДПМН, и таа коалиција би се борела да има повеќе од 61 пратеник. Не 70 како што вели Артан Груби, туку да има 61 пратеник за да може да го добие мандатот и со таков мандат да формира идната македонска влада. Така стојат сега бројките, така стојат сега анкетите, и ова е под предпоставка дека американците нема брутално да трнат против ВМРО-ДПМН. Надробење на ВМРО-ДПМН, рушење на Христијан Мицкоски, правење на една, две или три политички партии кои изгледат од чиновот на ВМРО-ДПМН, а ако се случи некаква таква политичка разврска, окинава разврска, тогаш и анкетите ќе бидат драматично изменети, како што сега стојат работите без никакви предпоставки за драматични разврски во врвот на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН може да тежи до 51 пратеник, како што сега стојат работите. Има еден блок на политички партии 10 до 12 пратеници, и СДСМ и ДУИ веројатно ќе водат преговори со Алијанса на албанците да формира тројна коалиција која ќе истрча и на претседателските избори, која ќе истрча и на парламентарните избори, за да може да освоат повеќе од 61 пратеник. Во таква констелација на работите, клучни ќе бидат две личности, кој ќе биде кандидат на СДСМ на претседателските избори, бидејќи е јасно дека парламентарните избори и претседателските избори нема да бидат споени,
ке имаме идната година, како што сега стојат работите, прво председателски избори, а подоцна во текот на летото и парламентарни избори. И ако СДСМ или коалицијата предводена од СДСМ, ДУИ, Алијанса на албанци и така натаму победи на председателските избори, тогаш ќе има многу поголеми шанси да победи на парламентарните избори, бидејќи во тие 3 или 4 месеци, кога ВМРО-ДПМН не би се соочил со никаков пораст на председателските избори, би било тешко да се мотивира гласачкото тело на ВМРО-ДПМН, кој 4 години обвинувано околу 2 прашања дека само што не се распишени предвремени избори, дека на тие предвремени избори ВМРО-ДПМН ќе се прошата и ќе го декласира не само СДСМ, туку СДСМ на купче со ДУИ, со Алијанса на албанците и со сите политички субјекти, нели, кои би требало да формираат Европска коалиција во Република Македонија, што ќе рече дека ќе биде клучен изборот кој ќе биде председателски кандидат, кој ќе биде предложен од СДСМ или предложен од Европска коалиција. Оливер Спасовски беше до неодамна главен фаворит. Зоран Заев, веројатно оценка, мислам дека околу Зоран Заев ќе има можни разврски поврзани со Христијан Мицкоски, што ќе се случува. Ова порака со Драги Рашковски, мислам дека е порака исто така упатена кон Зоран Заев, бидејќи Драги Рашковски сепак беше човек каде што Зоран Заев се јавуваше како одреден политички протеже. Драги Рашковски не е човек кој произлегува од ченелот на СДСМ, туку по некакви струмички линии е поврзан со Зоран Заев, и Зоран Заев го носи на функцијата генерален секретар во владата на Република Македонија. И во последно време се јавува Радмила Шекеринска, која има интензивни, што би се рекло, секојдневни комуникации, релации со Али Ахмети, и нормално е ка Радмила Шекеринска и таа нејзина животна цел да го ја има траекторијата на Бранко Церенковски. Ако Бранко Церенковски заврши својата политичка кариера како председател на Република Македонија, претпоставам дека Радмила Шекеринска сака да има една таква политичка траекторија. На крајот на кришчето, зошто да не проба? За проба не се бара или не се даваат пари. И ќе биде клучен резултатот на СДСМ во 3-та и 4-та изборна единица, и тамо ќе биде клучен министерот за земјоделие Љупчо Николовски. Затоа се почесто името на Љупчо Николовски се споменува за највисоките функции и во врвот на СДСМ, и во врвот на македонската влада, па дури највисоката функција, бидејќи од работата на Љупчо Николовски, чите грантови, пари, субвенции кои ќе се даваат во 3-та и во 4-та изборна единица, македонскиот исток и она изборна единица која почна од бугарската граница и завршува до Прилеп, ќе зависи резултатот на СДСМ и на Европската коалиција. Тука ќе биде веројатно неопходно да се изменаџират односите со Максим Димитриевски во 2-та изборна единица, бидејќи СДСМ заедно со ДУИ и со некаква Европска коалиција ќе биде фаворит во 4 изборни единици и ќе биде клучно како ќе се одвиваат резултатите или кој резултат кој имаат во 3-та и 4-та изборна единица. Со еден ваков јалов СДСМ, гледате името на Љупчо Николовски, кој пред 1,5 или 2 години беше политички прежален, повторно се јавува на површина и дури се споменува како кандидат за највисоките функции во владата и во партијата СДСМ. Во една ваква ситуација, каде што кал, мулј имате на сите страни, каде што не се знае дали е вода, дали е киселина, дали е зејтин, обично победува оној кој покаже дека повеќе сака победата. Ајде направете споредба од однесувањето на СДСМ, раководството на СДСМ и однесувањето на ВМРО-ДПМН, раководството на ВМРО-ДПМН чите Христијан Мицкоски. Без разлика со Христијан Мицкоски ги љусна, ги промаше сите политички стратегии, од неговите очи извира желбата да победи на изборите. Гледате, тој легнува и станува. Оке има одредени непријатни пореки од меѓународната заедница, непријатни средби со одредени представници на меѓународната заедница, ќе го нема 1, 2 или 3 дена и се појава после 3 дена како ништо да не било, како да е навиен, како оние играчките, знаете, оние зајчињена, ќе ги навиете, ќе ги пуштите и тие се движат, трчат на сите страни. И некакво слично е однесувањето на Христијан Мицкоски, ќе го нема 2 или 3 дена, ќе добие одреден допинг и повторно ќе се појави повторно истата политичка мантра. Мито вие во неговите очи гледате желба да успее, желба да не попушти, да не биде расколебан. Таква желба вие немате кај раководството на СДСМ. Сте го видели ли Миле Зечевиќ као генерален секретар на СДСМ? Сте го видели ли Димитар Ковачевски да има било каква пресконференција во седиштето на СДСМ? Сте видели ли желба за победа во нивните очи? Да гриза дода до крај, знаете, ние тука имаме конфликт на две крајности. Едната крајност која е СДСМ, која вели ако сака меѓународната заедница да останеме власт и да победиме, тоа ќе се случи
и играат на карта меѓународна заедница, всушност сврлат се на карта на меѓународна заедница и таа меѓународна заедница треба да им ги реши сите проблеми и нив, знаете, турниме да кини само на варијанта, да ги донеси на власт, без тие да се помачат или било што да вложат, за да можат да ги убедат граѓаните дека тие треба да бидат идната власт или да имат континуитет на власта во Република Македонија. И тоа веројатно произлега од одредено закоравено мислење во левицата во Република Македонија, дека ретко се случува во Европа левицата да спои два мандати, а многу тешко, рече не изводливо, освен можеби Тони Млер, левицата во одреден период да има дури 3 мандати. Ако сега победи СДСМ на изборите, ќе има трет мандат, последователно после 2017 година. И од друга страна, ВМРО-ДПМН која не верува во силата на меѓународна заедница, бидејќи ако Христијан Мицкоски верува дека меѓународната заедница може нешто да направи, тога сигурно и поинеко ќе се однесува. И тоа се двата различни концепти. СДСМ која смета дека само меѓународната заедница ако сака ќе ги остави на власт и дека тие не треба ништо друго да прават, туку само секој ден 3 пати на ден да се крстат во некоја црква да им помогне меѓународната заедница. ВМРО-ДПМН кој вика, па што може да ни направи таа меѓународна заедница? Па гледате Никола Груевски од 2011 од 2017 година 6 години владееше без око да му трепни, иако не прифати во белата куќа 2011 година на средбата со Џо Бајден и Хилари Клинтон да се договори за промена на името во Република Македонија. И одеднаш би се појавила таа олигархија во Република Македонија пред 2 или пред 3 дена. Еден ден после ставањето на Јордан Орце Камчев на американската црна листа, заедничка средба, заедничка пресконференција на Христијан Мицкоски, првиот човек на Стопанската комора, оној политички Метузалем од времето на југославенскиот комунизам, кој беше почесен конзул на Црна Гора во Република Македонија на Мило Џукановиќ, и сега излегува и му фрла гума за спасување на Христијан Мицкоски, и истото тие го правија 11 години од власта на Никола Груевски. И вие знаете, на јавна сцена гледате дека таа симбиоза на ВМРО-ДПМН и таа македонска олигархија, Живко Мукетов, Бранко Азевски, кој ли само се уште не е собран, тие 10 години инвестира во Никола Груевски. Тоа се луѓе кои всушност се луѓе на статус квото. Таму има луѓе кои имаат врски со Белград, кои имаат врски со Москва и така натаму, но таму се пред се луѓе кои не веруваат во своите капацитети. И тие сакаат тука да направат некоја филџан филозофија, да се омеѓа, да се ограничат, да се оградат Република Македонија, никој да не може без нивно кимнување со глава да влезе во Република Македонија. Како ќе може да владае така заштитени и така контролирани процесите да ги имат во Република Македонија, кога Македонија стане членка на Европската унија? Што ќе рече дека таа симбиоза на ВМРО-ДПМН, Стопанската комора, олигархијата во Република Македонија, еден ден после ставањето на Јордан Камчев на американската црна листа, покажа дека тие со сите сили ќе се борат да го задржат статус квото во Република Македонија. Всушност, таа олигархија веќе подолго време е незадоволна Димитар Ковачевски и сега тоа само еклатантно го манифестираше. На што се должи тоа нивно незадоволство? Може би еден дел е одредена суета, бидејќи Димитар Ковачевски, за разлика од Зоран Заев, кој враќаше на пореки во 3 часот наутро, веројатно не им ги прави те метанија на представниците на ова олигархија во Република Македонија. Од друга страна, знаете, ни секогаш има многу полесно со ВМРО-ДПМН, бидејќи ВМРО-ДПМН едно прави, а друго зборува, или обратно, како велат, месо гледа и компир вади, и всушност таа комбинација на олигархијата на ВМРО-ДПМН е многу поприродна, колку и да тоа звучи абсурдно, бидејќи СДСМ, која е партија која е формирала македонската олигархија, од 2006 година па наваму, всушност се претвори во партија каде што таа олигархија која е формирана од нив, како да едва и чекаше Бранко Цренковски да падне од политичката сцена, СДСМ да оде во опозиција и таа олигархија да нема никакви облигаторни односи кон СДСМ, бидејќи тоа партија која има возможност да направи транзицијата или приватизацијата во македонски услови. Имаме два случаи на ставање на црна листа во изминатите 30 дена, ќе има многу повеќе, меѓутоа е да ги анализираме први два случаи. Првиот случај е на струшкиот градоначалник Рамис Мерко и вториот случај е ставањето на црна листа на Јордан Орце Камчев. Ајде да си го поставиме прашањето зошто Рамис Мерко беше прв ставен на американската црна листа,
а не се почна со името на Јордан Орце Камчев, бидејќи ако вие направите одредена споредба, на една страна имате локален градоначалник, кој ниту приближно има сила, моќ и влијание да влие врз политичките, судските, обвинителски процеси во Република Македонија во споредба со Јордан Орце Камчев. Мислам дека ставањето на Рамис Мерко на американската црна листа е драматична порака до Али Ахмети и до Дуи, бидејќи како што сега стојат работите за прв пат во македонската историја, Дуи и СДСМ се взаемно на некој начин турнати да имат заеднички преградка, заеднички одредени коалициски договори, така натаму и така натаму. Бидејќи под број 1 ниту СДСМ сама може да го порази ВМРО ДПМН, а под број 2 со вакви афери, со ваква негативна енергија, Дуи не може да излези сама. Може да излези сама против сите албански партии собрани заедно, меѓутоа тоа ќе биде повеќе штета отколку корист, више дара него масло, што се вели, и во ова една ваква политичка констелација СДСМ и Дуи се всушност турнати да имате една заедничка коалиција. Затоа Рамис Мерко е прв ставен на таа црна американска листа, бидејќи тоа е пораката на Дуи. Знаете како прават американците? Американците кога ќе влезат во одреден процес, например процес на убедување, кршење на ВМРО ДПМН и на Христијан Мицковски, сигурно тие нема да дозволат во СДСМ да им се случат одредени лидерски промени, бидејќи било глупо во партијата која е носител на процесите, вие да имате одредени проблеми за да биде искомпромитиран целиот случај. Од друга страна, исто така, не сме да им се дозволи на Дуи да си играат пинг-понг со ВМРО ДПМН, Дуи да го напаѓа ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН да го напаѓа Дуи, и самите да си го билдат рейтингот, да расте рейтингот на ВМРО ДПМН, да расте рейтингот на Дуи, и тоа доди на сметка на СДСМ. Затоа Рамис Мерко е ставен на американската црна листа да се испрати порака до Дуи и до Али Ахмети, дека американците играат на таа европска коалиција, дека ќе направат се ВМРО ДПМН да биде донесен до зид и да учествува во уставните измени во Република Македонија, бидејќи крената е тешка машинерија, крената е тешка флота, тешка структура од страна на американците, за сега така беневолентно таа структура да ја пуштат низ вода, и еден Али Ахмети од Зајас да влезе во процес да може да се пинг-понг до пингува со ВМРО ДПМН, да им расте рейтингот и подоста, нели, да каже, па гледате, разликата помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН е толку голема што јас и јас не сакам мора да коалицирам со ВМРО ДПМН. Дури мислам дека групацијата Огнени момци, која на почетокот не ликуваше дека е групација која најмногу му одговара на Зоран Заев, е веројатно групација која може да е контролирана од американците, за да ги држат под контрола Дуи, за да не им се дозволи на Дуи да излезат надвор од контрола. Гледате, одеднаш Влерин Беџети и одеднаш Муса Џафери, кои во наводници се многу покорумпирани во споредба со Изет Меджити, бидејќи главниот играч тамо на Огнените момци Изет Меджити, го тргаат од новата партија на Изет Меджити, му остава чиста структура на Изет Меджити, има апсење нисмет гори во она даночна пирамида и така натаму, екзекуција во овие структури на Грчец, овие структури Дукјанџик и така натаму, кои се врзува до Изет Меджити, и ако Изет Меджити направи чиста политичка партија, која ќе може да го обедини тоа опозицијско расположение во албанскиот политички кампус, тогаш ќе бидат постигнати две работи. Ќе им се испрати порака на Дуи и на Али Ахмети, дека сепак има алтернатива и за нив. И на крај, знаете, Изет Меджити беше човекот кој прв инсистираше уште 2016 година на коалиција помеѓу СДСМ и Дуи. Што мислите овие гласови кои ќе за Изет Меджити? Ќе завршат ке ВМРО ДПМН или ќе завршат ке СДСМ. И ако така ги погледнеме работите, тогаш станува многу јасно зашто Рамис Мерко всушност беше прв ставен на американската црна листа. Има една работа која посебно ги плаши луѓето во СДСМ, кога последен пат во рок од 3 години се имат сменато 3 СДСМовски премиери, ако ја сметаме Радмила Шекеринска како веде тогаш 4 СДСМовски премиери, тоа е периодот 2002-2006 година, Бранко Црвенковски, па Хари Костов, па Владо Бучковски, во еден мал период помеѓу Хари Костов и Владо Бучковски, Радмила Шекеринска како веде премиер на македонската влада. Во овие 4 години, значи почнувајќи од 2020 година, техничка влада Оливер Спасовски, па Зоран Заев, па Димитар Ковачевски. Знаете ли што се случи последен пат, кога имавме 3 или 4 СДСМовски премиери во 4 години? 2006 година победи Никола Груевски на изборите и остана 11 години на власт во Република Македонија, 11 години на заробена држава во Република Македонија.
И сега се постава клучно прашањето. Апсењето на Рами Смерко, односно ставањето на црна листа на Рами Смерко и ставањето на црна листа на Јордан Орце Камчев, кон кого се праќа поголема порака од страна на меѓународната заедница? Кон ВМРО ДПМН или кон СДСМ? Гледате, генералниот секретар на СДСМ веќе втора година поред не е викнат на прославата на 4 јули или годишниот национален празник на американската држава, кој или на спектакуларен начин го организира американската амбасада. Сите луѓе кои треба да бидат поканети или да биде испратена порака дека се луѓе под контрола на американците или луѓе кои се битни за американците или луѓе на кои американците ќе извршат некаков притисок да може да бидат остварени одредени политички разврски. Сега оваа година е затоа поканат Христијан Мицкоски за да може да му се изврши притисок на Мицкоски да бидат спроведени уставните измени во Република Македонија. Веќе втора година пред Миле Зечевиќ не е поканет на годишната прослава или чествувањето на 4 јули, големиот национален празник на Соединетите американски држави. Гледате, имате Рами Смерко, имате Јордан Орце Камчев и немате никаква реакција на СДСМ. Па тие луѓе кои ги контролирале, кои ги корумпирале, кои ги плаќале, врз кои вршеле влијание Рами Смерко и Јордан Орце Камчев, кои се тие луѓе? Тие луѓе живеат во Република Македонија или не живеат во Република Македонија? СДСМ е власт од 2017 година или не е власт од 2017 година? Како може под радарот на СДСМ да се случат тие процеси и СДСМ да глуми невина девојка дека ништо од нив не зависи? Па ако ништо од вас не зависи, луѓе, тогаш вие и немате контрола на процесите. Ако немате контрола на процесите и ако некој од таа страна на Атлантикот доаѓа и ви става луѓе на црна листа и ви испраќа пораки дека разни вилмиња, разни кацарски и така натаму, кои не сте ги контролирале, направиле одредена пајажена, направиле одреден октопод кој владел во Република Македонија, судство, обвинителство, држава, олигархи и така натаму. Гледате кога се мобилизираш олигархијата во Исламабази, бидејќи има човек надвор од нивна контрола. Во еден момент олигархијата сметаше дека дуе премногу силен со Исламабази и дека те немаат контрола на судскиот и обвинителскиот сектор во Република Македонија и што се случи, следуваше она понуда на Зоран Заев за заедничка влада помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Всушност главниот противник на олигархијата за контрола врз обвинителството и судството е Дуја Али Ахмети. И гледате, одеднаш се развива на таква албанофобија, дури заборавивме дека ние сме развивале таква бугарофобија. Гледате, бугарофобијата стана мало бебе споредба со албанофобијата која се формираше во Република Македонија или одеднаш се создава во Република Македонија во моментот кога Исламабази ја замени Вилма Русковска. Што ке рече дека некого го допрел со цигарата до кожата и одеднаш се мобилизира сите субјекти, сите сили и сите ресурси кои им стојат на располагање. И тие два процеси, развивање на бугарофобија и албанофобија во Република Македонија, всушност длабоката држава, олигархијата и луѓето кои владат со Македонија, врз база на тие два процеси владат повеќе од 70 години во Република Македонија. Затоа прашањето е, кон кого е испратена пораката со Рами Смерко и со Јордан Орце Камчев? Врз СДСМ, кој ништо не прави, кој судија, кој обвинител, не да е санкциониран веќе тоа власта не го прави, да биде отворен процес, да биде повикан одреден разговор, да биде прашан како можеш човече така да пресудуваш или така да се однесуваш во однос на Јордан Камчев, во однос на Рами Смерко или ВМРО ДПМН, кој де факто беше во еден временски период контролиран од Јордан Орце Камчев, нели тоа во оние бомби со Зоки Милевски, Кичевецот го кажува Христијан Мицкоски дека во еден временски период само со помош на Јордан Орце Камчев успевал да плати одредени сметки во Белата палата. Гледате, почитувани гледачи, таа структура под контрола на Јордан Камчев покажа дека е посилна од структурата под контрола на македонската влада или на македонските власти. И ние сметаме дека олигархијата контролира судство, обвинителство, медиуми, политички партии и така натаму. Дека Али Ахмети контролира процеси во Република Македонија. Дека СДСМ повремено или ВМРО ДПМН не контролираат одредени процеси, меѓутоа структурата под контрола на Јордан Камчев е драматично посилна и драматично помокна од структурата под контрола на СДСМ или структурата под контрола на македонската влада. И ако не е ова подршка на меѓународната заедница, таа структура под контрола на Јордан Камчев ќе ја збришеше структурата на СДСМ. Прво им го
ништи, им го уништува, им го праќа низ вода, низ Вардар, во историјата, специјално јавно обвинителство. Гледате колку енергија беше вложена за да биде формирано тоа специјално јавно обвинителство, и со помош на Боки 13, со помош на Ларис Гајзер, на Лаверита. Па сетете се само на интервју што ги имав со Ларис Гајзер, тоа е некаде 2019 година, и она моја квалификација, јас не сакам да бидам новинар на мафијата. Значи, уште тога се гледа сите тие процеси, успева да го растури специјално јавно обвинителство, да се промовира како промотор на бугарските интереси во Република Македонија, и веднаш после неприфаќањето на Јордан Камчев да биде почесен конзул на Бугарија во Република Македонија, можното или нејавено купување на комерцијална банка, доаѓа бугарското вето во Република Македонија, па дури нели со одредени индици дека одредени припадници на македонските безбедносни структури или одредени припадници на бугарските безбедносни структури, дали бугарското воено разузнавање или ДАНС, правело одредени гешефти околу одредени снимања со Боки Тредич и Боки 13 и така натаму. И така натаму. Па 2021 година Јордан Камчев на средба со Митко Јанчев во Кавадарци ја нуди на послужавник. Тоа го објавивме во политичката анализа, бидејќи тоа Митко Јанчев ни окажува на средбата со Вели Петровски, кога ни одиме во Кавадарци, договараме некакво интервју со Митко Јанчев, дека му била понудена главата на Христијан Мицкоски, тока рече дека Јордан Камчев има драматично влијание во судството, обвинителството, повеќе од 80 судии, кога се расправа дали ќе му биде одреден притвор на Јордан Камчев или дежурат во основниот суд Скопје, или се јавуваат, вела дека Ика Царска била присутна, дека се обирала, се правила и така натаму. И така натаму, тоа е на машинерија повеќе од 80 суди. Гледате медиуми, гледате портали, луѓе кои се влијателни во некаква негативна смисла на зборот, оние хейтери на социјалните мрежи. Тоа се структури под контрола на Јордан Камчев. Индиректно или директно, Јордан Камчев и Наташа Савова. Градат одредена пајажина која се подготвува за битка со македонската власт, па тамо некаде до пред една или пред 2 години, тие отворено јавно го поддржува Христијан Мицкоски. И Христијан Мицкоски беше зависен од Јордан Камчев, знаете. Овој сега Христијан Мицкоски, оној Христијан Мицкоски пред 2 години се две различни појави. Христијан Мицкоски пред 2 години беше контролиран исклучиво од Јордан Камчев. Христијан Мицкоски сега може би повеќе контролиран од Зоран Заев во споредба со Јордан Камчев, меѓутоа проценката дека е многу помалку Сашо Мјалков, многу помалку Никола Груевски имат влијание врз Христијан Мицкоски во споредба со Јордан Камчев и во споредба со Зоран Заев. Меѓутоа пежината на Камчев, кој тој гради 10-15 години во Република Македонија, се покажа драматично опасна, драматично мокна и драматично капацитетна да влие на политичките процеси во Република Македонија. Ставањето на Камчев на американската црна листа, значи драматично менување на политичката конјунктура во Република Македонија, или клучно е прашањето што може да му направат. Тој така ги има своите милиони и милиарди, не мора да ги троши во Америка. Знаете, има иста таква ситуација во Бугарија. Далјан Пеевски, кој беше ставен на американската црна листа. Кога вие сте ставени на американската црна листа, тога сте дете со краста. Никој јавно нема да влезе во процес да соработува со вас, да ви помага, да трпи ваше влијание или да тргува со ваше влијание и негови можности да ги задоволи вашите потреби или вашето влијание. И во Бугарија имавме 2 или 3 години, всушност протестите во Бугарија почна од кога Гашев, Иван Гашев стана главен јавен обвинител во Бугарија и против Далјан Пеевски. Тоа беа двете личности против кои почна протестите тамо некаде 2020-2021 година, кој финишира со бугарското вето за Република Македонија. Сега е сменет Иван Гашев, а Далјан Пеевски на американската црна листа. 2 години не можеше да биде формирана бугарска влада, бидејќи Бојко Борисов мораше се соочи со фактот не само што тој не може да биде начело на таа бугарска влада, туку таа бугарска влада ќе расчисти со заробената држава која има изградено Бојко Борисов во Република Бугарија. Нешто слично се случи сега во Република Македонија. Ставањето на црна листа на Јордан Камчев значи демонтажа на таа заробена држава. Веројатно ќе следат нови ставања на црната листа и ќе имаме драматични ломови во судство, обвинителство, во медиуми, во олигархиска структура во Република Македонија. После 60 до 90 дена Република Македонија по 60 или 90 дена нема да личи многу нова денешна Република Македонија. Каде е сега Вилма Русковска, некој да ја праша како жено се договори со Јордан Камчев? Како се договори со Сашо Мјалков? Па нели тоа беше крузски доказ на твојата успешна обвинителска кариера? Одеднаш американците велат дека тоа не било баш така.
дека тамо имало трговија со влијание, дека сте биле дел од мрежата на Јордан Камчев, на Сашо Мјалков, кои вршеле одредени судски, обвинителски, политички разврски во нивна корис, а на штета на македонската држава. Каде е сега генералниот секретар на СДСМ? Дали си даде јавна оставка? Му истече мандатот пред една недела. Меѓутоа, дали се даде јавна оставка на членството или на функцијата или на позицијата председател на надзорниот одбор на Стопанска банка Битола, банка каде што еден од главните, ако не е најголем акционер Јордан Норце Камчев. Нели тама во онаа формулација пишува и соработниците на Јордан Камчев, кој влегува во графата соработници на Јордан Камчев, кој го стави генералниот секретар Миле Зечевич да биде втор човек во партијата. Пазите, внимавајте, втор човек во партијата, а не е поканет од страна на американската амбасада. Дали некој мислел дека со контрола на Христијан Мицкоски и со контрола на Миле Зечевич ги има под контрола двете политички партии во Република Македонија? И ако некој мислел дека на тој начин, со 80 суди, обвинители, двете партии под своја контрола, ќе биде недопирлив, со една Вилма Русковска со која прават одреден договор за некаков затворски туризам во Охрид или во Струга, плаќање некои 7-8 милиони или 30 на милиони колку ги има Сашо Мелков, и никој не го прашува Сашо Мелков, се извинуваме. Како успева со плата на прв човек на ДБК да направиш Мериот хотел, да направиш империја која тежи стотица милиони, ако не 1 милиарда долари во Република Македонија? То никој не го прашува во Република Македонија. Треба да дојдат американците од таа страна на Атлантикот и да не речат, гледайте, нешто смрди во вашето обвинителство, во вашето судство, во вашата држава, во вашата полиција, во вашите органи за безбедност, растурени сте како швајцарско сирење, и секој кој има пари си прави дрндупка, ништо не може да му се случи. Ке седни со разни вилмиња, со разни кацарски, со разни суди, обвинители, така натаму, ке се договори за еден ручек или за едно патување во Турција, во странство или било каде на некоја друга дестинација и ќе биде мирен до крајот на животот. Што е со овие структури од СДСМ кои преку Лазе Велковски праве танге-франге со Вилма Руско? Седеа, праве одредени договори во една елитна кафана во градскиот парк во Скопје. Па дури се гледа себе си како идни председатели или председателки на чело на СДСМ. Тие се дел од соработници или не се дел од соработници на Јордан Норце Камчев? Тие се дел од соработници на овие луѓе кои се ставени на црна листа или не се соработници? Ке има ли сега дистанцирање и перење како Понтије Пилат на рацете? Пу, ние не сме дел од тоа, или пу, ова веќе не важи. Бидејќи ако ВМРО-ДПМН е до гуша во криминал, во душа во танге-франге операции или соработка со Јордан Норце Камчев, ите не може СДСМ да биде амнестиран и СДСМ да биде третиран како мало бебе кое ништо не направило. Апсолутно, пипците се и во ВМРО-ДПМН, пипците се во СДСМ. И ово што сега го прават американците, тоа требаше сами да го направиме пред 10 или пред 15 години. Ние покажавме дека ако Црна Гора е зависна од кавачки шкалјарски клан, всушност кланови кои самите ги формира, за подосна тие да владеат со тие што ги формира, знаете, тоа е како оној однос помеѓу овој што беше на чело на босанската полиција, кој беше соработник на Аца Василевиќ, и после известно време, кога почна војната на просторот на поранешна Југославија, Аца Василевиќ, кој го формираше тој Мустафа Делис Пахиш или како се велеше, ставно тој соработник негов, кој тој ставно прав човек на босанско-херцеговската полиција. Е таква некаква слична ситуација и сега во Република Македонија. Оваа структура која е градена со генерации, со години, секој кула од карти ќе се растура пред наши очи. Зошто? Бидејќи ние сме земја која е членка на НАТО и ние сме држава која сака да стане членка на Европската унија. И ако не знаете што ќе ни се случува, само погледнете што се случува во Бугарија. 2 години не може да формират влада. Самиот Бојко Борисов ја разорува својата структура. Имате еден драматичен конфликт на американско и руско влијание во Република Бугарија, која е земја членка на НАТО и која е земја членка на Европската унија. И на јавна сцена имате драматична конфронтација на исток и запад, нешто што бугарите не го направи на почетокот на 90-те години. И тоа нешто не го направивме ние. Ние мислевме дека сме расчистили со тоа. Дека 1948 година со Титовото не сме расчистили со русите. Дека 1991 година сме расчистили дека сакаме да бидеме членки на Европската економска заедница и на НАТО алијансата. Меѓутоа очигледно времето кое понатаму следеше ни покажа дека не само што не сме расчистиле, туку сме живееле во заблуда,
Поценувајќи ги тие сили во Република Македонија, одеднаш доаѓаме до одредена точка, а тоа се уставните измени во Република Македонија, кога се оно што не сме го направиле 30 години, ќе треба да биде направено во 3 месеци. Гледате што се случува во Србија. Првиот човек на БИА, или Српската тајна полиција, Александар Вулин, кој беше министар на полицијата, па претходно беше министар за одбрана, е ставен на американската црна листа. Излегува Александар Вучич, вели, првиот човек на БИА не е ставен на американската црна листа поради шверцо дрога или шверцо оружје, како што пишува или шпекулира српските медиуми, туку е ставен на американската црна листа поради проруските ставови или поради неговите проруски ставови. Гледате, има ли поголем доказ како ќе биде форматирано ставањето на американската црна листа? Ако тие влегува во процес, првиот човек на БИА во ситуација која треба да се решава косовското прашање, или човекот од најголема доверба, тој е еден од топ 3, топ 4 личности од близината или обкружувањето на Александар Вучич, е ставен на американската црна листа поради неговите проруски ставови, тогаш видите е прашање на техника кој се во Република Македонија нема да биде ставен на американската црна листа. И сега гледате првиот човек на српската полиција Гашич и првиот човек на БИА кои треба да завршат како некакви амбасадори, бидејќи Александар Вучич всушност мора да се ослободува од тешкиот товар, бидејќи на бродот кој тој го води или со кој тој плови, мора да бидат исфрлени одредени сандаци, одредена тежина за да бродот не потони. Таква една политичка разврска сега се случува во Србија и ние трпиме едно многу силно влијание од Србија, бидејќи преку БИА, српскиот свет, медиуми, политички партии и така натаму, Србите всушност проведат одредена политика на српски свет тука во Република Македонија. Првиот човек на БИА преку кој се спроведува целата таа операција ставен на американската црна листа. Можете ли да претпоставите какви политички реперкусии тоа ќе има не само во Република Србија, туку и во Република Македонија? Всушност ние влегуваме во одредена операција која се нарекува Џан да разбира. И ако не знаеме како ќе се развија таа операција, ќе гледаме што се случи во Бугарија и ќе гледаме што се случи во Србија. Нешто слично и многу по-брутално ќе се случи во Република Македонија. Зошто? Бидејќи самите не можевме да се договориме за уставни измени. Бидејќи знаете СДСМ нема влијание врз тој процес, бидејќи тој процес не може и да го договори ВМРО-ДПМН, бидејќи двете политички партии кои изминатите 30 години се менува на власт во Република Македонија, се покажа некапацитет не се договорат околу стратешките интереси на Република Македонија. Знаете, кога Христијан Мицкоски дава одредена изјава, ни риба, ни девојка, меѓутоа ги прифаќа уставните измени, меѓутоа со одложено рок на трајање или со одложен рок на употреба, а тоа да биде од кога ќе бидат поминати протоколите во парламентите на сите земји држави членки на Европската унија, меѓутоа де факто Христијан Мицкоски после на лидерска средба пред некаде 30 или 40 дена во клубот на пратениците средбата со Димитар Ковачевски ги прифаќа уставните измени со одложен рок на употреба. Во тој момент, ако СДСМ го премолчеше процесот и го ставеше Христијан Мицкоски да го спроведе тој процесот во врвот на ВМРО-ДПМН, може ВМРО-ДПМН ќе ги прифатеше уставните измени во Република Македонија. Меѓутоа кога СДСМ влезе во една медиумска хајка, да покажува дволичноста на Христијан Мицкоски, да покажува како Христијан Мицкоски е терирал и се она што го правил изминатите 12 месеци, вадењето на луѓето на улици, блузи не за уставни измени, блузи не за бугарите, така натаму. И кога сакаше да ја презентира целата непринципиелност на ВМРО-ДПМН на Христијан Мицкоски, Христијан Мицкоски се врати во Белата палата, виде колку е часот, му се јави Александар Николовски, му кажа дека кога ги прифат уставните измени, веројатно ќе виси неговата позиција прв човек на партијата или ќе биде под знак на прашалник ставен на неговата фотелја, и Христијан Мицкоски терира во целиот тој процес. И сега Христијан Мицкоски нема маневрски простор. Ако прифат уставни измени, ќе изгуби Белата палата, за власта нема шанси да размислува. Ако не прифат уставни измени, исто така може да изгуби Белата палата, а за власт доаѓање исто така нема шанса да размислува, што ќе рече дупло голо. И да прифати, да не прифати уставни измени, сега како што стојат работите, со кревање во наводници на 6-та американска флота, Христијан Мицкоски е во една многу неизвестна политичка и лидерска ситуација. Христијан Мицкоски веројатно бил најсреќен сега, ако на председателските избори, тука е прашање на граница дали Александар Николовски ќе има точно 40 или нема да има точно 40 години, бидејќи тоа е граница кога вие можете или не можете да се кандидирате на председателски избори. Веројатно Христијан Мицкоски бил најсреќен ако Александар Николовски ги исполнува условите
да го изфорсира како председателски кандидат на ВМРО ДПМН, бидејќи на тој начин ќе го елиминира Александар Николовски и од партијата, ако победи ќе биде председател на државата, ако изгуби ќе биде пуштен из вода, ќе заврши неговата политичка кариера. Меѓутоа, таа структура која е под контрола на Александар Николовски, очигледно дека има силно влијание врз Христијан Мицкоски, па дури линкови на таа структура доаѓајте до оно удбашко порталче која напаѓа ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, но никогаш не го напаѓа Александар Николовски. Александар Николовски како прокурист не толку на Никола Груевски колку на Виктор Орбан има силно влијание врз Христијан Мицкоски. Тоа е веројатно најголемата опасност за Христијан Мицкоски, човек кој има најголемо влијание на политичките процеси или политичките одлуки на Христијан Мицкоски. Така сега стојат работите. Гледате што случува во Бугарија, гледате што случува во Србија. СДСМ кој нема капацитет сам да спроведе уставни измени, американците кои се решени по секоја цена да спроведат уставни измени и ВМРО ДПМН која се јавува на браникот на ветрометината после трети или четврт пат изминатите 20 или 30 години да се спротистави на меѓународната заедница. Прв во 2001 година видовме како заврши Љупчо Груевски. Втор пат 2016, 2015, 2017 година шарена револуција. Видовме како помина Никола Груевски и трет пат Христијан Мицкоски, кој не учествува на референдумот 2018 година и кој се спротистава на уставните измени 2023 година. Јас никогаш не сум бил некој голем фан на американците. Не сум ги сакал русите, нешто многу не сум ја сакал Европската унија. Кога сум бил студент сум ја сакал француската социјалдемократија, бидејќи таа била некаква мешавина на социјални работнички права и француски национализам, и тоа што сега се случува во Франција карикатура, но на француска социјалдемократија која сум ја сакал кога сум бил на студија на економскиот факултет, меѓутоа никогаш не сум ги видел американците вака решени, вака одлучни. Има да згазат секој кој им стои на патот. Зарем не можете да видите дека тие американци кои ги прежалевме после Афганистан, тие американци кои ги прежаливме после времето на Трамп, корона, упадот во Капитол, така натаму и така натаму, се уште се доминантни, се уште се мокни. Дури војната во Украина покажува дека американското оружје, па 10 празни места па доаѓа руското оружје. И таква една суперсила, која во моментот владее со светот, ќе дозволи во една Македонија на 24.000 км квадратни некој да игра дрн дупка со американците да има да ги изгазат сите. За 60 до 90 дена. Или американците ќе бидат изложени на подсмев во Република Македонија, или тие кои им се спротистават на американците во Република Македонија ќе бидат направени растур систем. Некои може да бидат испратени на топал гулаш 3 пати на ден, некои може да бидат испратени на топал оброк 3 пати на ден, како и да е. Сите кои ќе им застанат на патот на американците ќе биде џан да разбира ситуација. Видите, почитувани гледачи, некаде на крајот сме нашата политичка анализа. Технологијата е многу едноставна. Ако некој вас ве прашаше за уставните измени, или некој ви чепнеше во уставните измени, а вие сте решени дека не сакате да ги префатите уставни измени некаде пред 9 или пред 12 месеци, вие жилаво ќе се боревте да не дозволите да има уставни измени во Република Македонија. Веројатно тоа анкетите го покажуваат и веројатно американците извлекоа поуки од нивните претходни операции тука во Република Македонија и остават да ферментират работите. После 6 месеци и не сте толку категорични, бидејќи сте се испукале, сте се издишале околу уставните измени. За 6 месеци ќе бидете уште помалку isfermentirani ili odlučni se borite za ustavните измени во Република Македонија, ќе бидете против, меѓутоа знаете нема да имате таква некоја грчевита потреба да се спротиставувате, да излегувате на улици и така натаму и така натаму. И тоа сега ќе се случува. Ќе има расправа за уставните измени, па веројатно ќе биде прекината расправата, па ќе биде даени 30 дена, па после 30 дена ќе се гласа, па ќе биде Талир 2, па конфискација, па преговори, па прегрупирање, па едена црна листа, па вторна црна листа. Знаете, ова со Талир 2, всушност или Сорце Камчев, всушност е порека до Христијан Мицкоски во наводници или, знаете, парафразирано, следната граната нема да падни покрај тебе, туку директно политички ќе те разори. Тоа е суштината, знаете, ве остават или ги остават да ферментират. Кога вас ќе остават да ферментирате и кога ќе се соочите дека од една страна е топол оброк, а од друга страна суставни измени, тоа знаете, немате голем избор што ќе одберите како одредена политичка разврска или одредена политичка опција. И затоа секојаш на чело на политичките партии, на чело на одредени мокни фирми, комбинати, на чело на медиуми поставуваат луѓе кои може да ги контролират.
Може би да им се случи некоја грешка мене да ме стават директор на некоја телевизија, кој ќе види дека не може да ме контролира, тоа брзо се решава. Што ке рече, секогаш путер, луѓе со путер на главата се многу прифатливо решение, бидејќи кога имате путер на главата, тогаш можат тој путер да ви го намачкаат и да го направат тост над вашата глава. Нешто слично ќе се случува и сега во Република Македонија. Ке има расправа за уставни измени, па ќе биде дадена пауза 30, 60, 50 дена колку треба и ќе го остават или ќе ги остават да ферментираат. И вие една година се борите против уставните измени, сметате дека доволно сте направиле, сте кажале кој е вашиот став, и ето одеднаш почнува веќе Христијан Мицкоски со тоа негово однесување каде што не прифаќа уставни измени помалку и да веритира, да сметате дека е поминал границата, а Христијан Мицкоски не може да размисла за вашата граница, бидејќи размисла само за неговата фотелја, а тој ако капитулира со уставните измени еден ВМРО да гласа за уставни измени, тоа ќе биде капут, политички крај на Христијан Мицкоски. Знаете, одеднаш Западот го отпиша, Исток не ве запишува, може би СДСМ не е во добра кондиција. Може би СДСМ има милион слабости поради кои треба да биде пратен во политичка пензија. Меѓутоа, ваква ВМРО ДПМН сама против меѓународна заедница, веројатно не е опција која ќе биде дозволена да дојде на власт во Република Македонија. Толку беше за сезоната 2022-2023 година. Наша политичка анализа кажа што ќе се случува. Дали јас ги сакам уставните измени, па кој нормален во Република Македонија би прифатил одредени уставни измени кои почнале како некакви бугарски барања. Меѓутоа, кога се сетиме на почетните бугарски барања и тоа што сега бугарите ги имат, гледате како Румен Радев си игра пинг-понг заедно со ВМРО ДПМН. Во секој момент, кога излезе бугарската влада и ќе рече немам дополнителни или нови барања, мора да излезе Румен Радев, кој ќе радикализира политичката состојба во Република Македонија. И вие ги гледате на јавна сцена тие КГБ структури тука, кај нас, во Србија, во Бугарија, посебно во Бугарија, бидејќи сега од ниво наводници зависиме. И тоа е лајт мотивот, тоа е рамката во која ќе се случат процесите во Република Македонија. Ние ќе влеземе во една топовска завршница, знаете. Одредена жртва на квалитет од типот на оној шведски велемајстор Карсон, тешко може сега да биде направена, бидејќи помина времето кога ќе се жртвуваш одредена фигура или ќе се жртвува кралица или ќе се жртвува конј за да може пионот да стане кралица. Всушност сега ќе се влезе во одредена завршница кога ќе се спасува главата или кога ќе се спасува фотелјата, ако може нешто да се спаси. Бурни 90 до 100 дена, кога ќе имаме нова емисија на 17 септември, Македонија ќе биде многу различна и многу поразлична од Македонија на 23 јули, кога имаме последната емисија за ова календарска 2022-2023 година. Сите вие кои сте мембари и ако корицате опцијата membership на YouTube каналот Баско Ефтов, ќе се дружиме во наредните 50 минути, секој вторник ќе имаме политичка анализа. Ако има битни политички случувања, може да има и по 2 политички анализи во текот на една недела, што ќе рече ќе се дружиме, ќе анализираме, ќе имате информации за се она што се случува фришко, што се случува во Република Македонија. За сите други кои не сте мембари, ново дружење 17 септември, ако нешто спектакуларно не се случи, не да Боже, некоја драматична разврска, уставни измени, конфликт и така натаму, тогаш ќе улетаме со некоја вонредна политичка емисија и за редовните гледачи на емисијата во Центар. Значи до 17 септември, пријатно вечер Македонија, добар летен одмор, здрави живи, се гледаме за 50 дена.